Бавното дигитализирање на институциите генерално гледано го отежнува остварувањето на правата на граѓаните и нивните правни интереси. Значи, наједноставно во најкратки црти ние кога не можеме по дигитален пат или по електронски пат да добиеме една услуга, ние пред се алоцираме временски ресурси. Значи ние треба да отидеме во институцијата или па во повеќе институции ако тие немаат размена на податоци меѓу себе за да ги извадиме доказите и слично. Освен тоа губиме и финансиски средства, така што дигитализирањето на институциите би помогнало во овој поглед, односно би го олеснало остварувањето на правата и правните интереси на граѓаните. Во крајна инстанца, самото тоа што не се дигитализираат или недоволно се дигитализираат институциите, нам не доведува како граѓани до тоа да ни се подрива довербата во јавните институции. И логично е секој од нас да се запраша. Ако можам секакви трансакции во својата банка или секакви други услуги во приватен субјект да завршам по електронски пат, зошто не можам наједноставна јавна исправа, уверение и слично да извадам по електронски пат? Тоа се лица кои што се непознати за системот и не можат да остварат ниту едно право. Еве како, нели, на пример, ние од самото раѓање добиваме матичен број, понатаму со тој матичен број ги остваруваме сите наши права во општеството и системот. Се замислете каква е состојбата со некој човек што нема матичен број. Тој не постои за системот и не може да се школува, не може да се лекува. И тука има една ситуација каде што се кажува дека да, вие ги имате правата на образование и лекување, но од друга страна не можете да ги остварите поради некои други пречки во системот. И имаме баш еден пример со по сгрешен матичен број на едно лице. Лицето веќе има 20 и кусур години, значи се работи за лице кое што има и деца. Тоа лице е фантом моментално, бидејќи матичниот број му е погрешен, наместо тоа бројките што го означуваат полот за женско и машко, тоа е машко, а матичниот број се одеставува на женски матичен број и тој практично значи нема матичен број. Ние пробавме тоа да му помогнеме да се промени. Бевме во управата за водење на матични книги, од каде што ни кажа дека да, тоа се должи на грешка, но за да се исправи таа грешка, потребно било да се најдат оригиналните досиеја пред 20 години кога бил роден човекот и слично, што захтева премногу време, енергија, труд и прашање е дали некој тоа ќе го направи. Бидејќи знаеме како се чуваат тие документи во некои магазини каде што не знам, изгубен е и клучот можеби